Добар ден, почитувани. Ова е уште една нова Телма амбуланта. Зошто децата пелтечат и на која возраст обично се забележува проблемот? Која е разликата помеѓу физиолошкото и трајното пелтечење? Кои се најчестите погрешни реакции на родителите кога нивното дете пелтечи? Како да се реши проблемот со пелтечењето, ќе ги запрашаме магистар Бојан Богдановски, логопед, и магистар Фики Гаспар, психолог. А за својата борба со пелтечењето, денеска ќе раскаже Миријам Бросова, практичен психолог. Разговорот ќе го проследите веднаш. На Инстаграм ја следат речиси 20.000 фанови, бидејќи е нивна фитнес инспирација. Успешна е во кариерата и успешно го менаџира пелтечењето. Разговараме со Миријам Бросова, која што е практичен психолог, но истовремено е инструктор за поспородилни вежби, беше долго време позната како моја фитнес мама. Потоа е тренер за личен развој. Добре ни дојде, Мири, во студиото на Телма. Драго ми е, фала ти многу на кажево поканата. Кога првпат забележа дека пелтечиш? Кога се јави твојот проблем во детството? Тоа се јави после градинка, значи ме оставаат моите идеите кои што супер говори и ме зимаат како дете кое што не може збор да, например, каже. Само кажува со да и не. Значи сосема говорот се Скроз изгуби. 7 дена, значи мајка ми пробувала, што е со дете во вона, и бабите викале, ништо, знаеш, период. Кога ме виделе во живо, буквално виделе друго дете од претходно. Сега, кога се врати говорот, веднаш се појави пелтечењето? Јас не можев збор да ова кажам. Значи, кажував само да, не. И познам тоа, родителите викаат што ќе правиме, И кога ќе треба да кажам збор, јас гледа дека има, некаков проблем. И посетувавме логопеди, На логопед идев година. Сега тоа прераскажува мајка ми како ми кажувала. И на крај логопедот рекол, овде она зборува супер, но и јас имав некаков резултат, но кога ќе треба да кренеш рака во школа градинка, имаш страф, или кога ќе запознаеш некој нов, имаш како стеги на, например, грло и стомак. И едноставно во тоа време моите ме носеа што и да слушнеа, таму не знам, на птички пење идев, уствари сега кога гледам од оваа гледна точка, ме носеа за разбивање на тие блокади телесни кои што биле предизвикани. Така, предизвикани, претпоставам, од некој стрес? Да, кај мене е повеќе траума, и сега тука беше проблемот што сите прашуваа што се случило, а ни јас, ни моите немавме некаков одговор. И сите апелираа на тоа, дома нешто да не... А уствари после 20 години уствари откривме што се десило во самата градинка. Значи се сети што се случило по 20 години. Да, со работа уствари на себе и копање длабоко се извади кога јас бев спремна. Значи тоа е, кај мене беше од таа траума беше изгубено целото детство и кога и човек е спремен да го слушне, тоа, го слушнав јас, но веќе се беше на физичко тело сработено, имав јас и простено, значи тука, само требаше на физичко ниво тоа и уште да се проследи. Мери, со оглед на тоа дека пелтечењето се јавило во раното детство, како ти како дете се справуваше со него?
никако седнеш и викаш мораш, нели ќе те кренат во школа и сега ти тоа е тоа. Од една страна ти е те фаќа срам и незгодно ти е затоа што сега 30 соученици ќе те слушаат тебе како ти збор не можеш да на пример кажеш. И мене повеќе ми беше како они сега ќе ме слушаат, јас како не можам да нели кажам. И едноставно после тоа си го прифаќаш тоа и викаш сега тоа е тоа, нели? Има во класот во средно, тек трета и четврта, пошто гимназија до втора сте во еден клас и трета и четврта сте во друг клас и тука јас се падна во самиот клас со исто со ученичка и некако реков аха, не сум само ја, него има уште некој и мене ми беше тешко кога она кажуваше, кога она не можеше да на пример каже. И јас сега тоа е некое сочувство, например, што еден кон друг се појавувало. А како изгледаше процесот на образование? Учењето, одговарањето, се одразуваше тоа на оценките понекогаш? Не, мислам дека не, но од друга страна па не, јас како професор секогаш сум била разбрана, не сум имала некаков проблем, да кажеме да те осудуваат, не, само еднаш основно, ама после тоа детето свати и рече ми извини. Се извини? Да. Од твоја гледна точка, како средината реагира на пилтечењето? Дали се доволно информирани луѓето за него? Според мене, мислам да, но има сега еден Zoom групен, според друг, например, вика не. Така да тоа е нели како ти гледаш, ја водам Инстаграм профили со стори, водам и програми своји, водам и сесии своји, мене никогаш не ми рекле мери ми смета твојот, например, говор. Јас дури сега викам забрзај ме боле на видеото, значи нема да го фатиш тој некој застој и ќе ме гледаш како нели нормално се тоа. Значи сум немала некој, да речеме тамо, не знам, некој да ти викаш озбориш така. Например, јас детето мое иде сега на некои тренинзи каде што тренерот исто има говорна мана при разговор со родители. Значи он при самиот час кога ги води децата нема, но кога ќе го прашаш има малку. Тоа ептен ја дека знам, па иначе не се ни приметува. Така да, чим он работи со деца, чим ја работам со луѓе, сметам дека нема некој предрасуди, не знам сега. Јас, тоа е моје искуство. Така, значи пилтечењето воопшто не беше пречка за да се прават видео објави, да се комуницира со фановите директно со говор, бидејќи повеќето од оние што пилтечат никако избегнуваат, се случува да избегнуваат говорни ситуации, да се покумотни кога е нешто напишано, имаат објава во пишан текст. Јас, например, тоа сакав да го споделам, дека јас на едно одговарање ми рекоа затоа што ти пилтечеш, сега ќе, например, пишуваш. Мене тоа толку ме, значи, понижи, значи, како ти не си нормален сега, па ајде ние ќе пишуваме. И сметам дека тоа не е добра метода, него треба да се учи човекот да мора да проговори, ако е траума, да ја сработи, да ја прифати, да прости и да оди во самиот предизвик. Например, Белград имаат школи за пилтечење и јас кога ги истражував што прават они ги тераат да одат на плоштад и да се запознаваат. Значи, идат надвор од комфорт зоната, бидејќи ние кога одиме во непознато се јавува. И, например, имав дечко партнер на времето, каде што него му беше срам кога јас ќе запознаев негови колеги и пријатели, и ќе почнав да пелтечам. Ето, тоа се некако ми текна, дека он после тоа викаше зашто ти вака нормално збориш, а уствари кога ќе треба да сретнеш нов,
демек имаш некаков проблем. Потоа гледав дека него му смета тоа. Значи му прави некако како сега ти ќе се представиш пред моите, пред тоа, мислам, сва среќа тоа заврши. Така, секако. Значи, немаш ти секогаш проблем со пилтечењето, само во одредени ситуации, кои што предизвикуваат стрес? Не секогаш, да речеме, во домашни услови се јавува пилтечењето или не? Може ли да се научи при стрес, трајно да например, исчезне? Во мојот случај сметам дека не, дека уствари ептен тоа јако сум смирена во природа или например сега не знам ова поред телевизиска емисија ми е дали 4-та или 3-та, па ми е покомотна или на првата например многу имав пошто беше прв пат повеќе ти е стрес и поe она акција е ориентиран. Кога ти е веќе 5 и 6 пат, веќе тоа го гледаш како некоја комотна зона. Сега има случаеви кога скрос, јас имам 34, може би на 50, нема никој да ме примети. Така. Не знам како ќе биде. Одиш се уште на некои логопедски третмани, психолошки третмани? Или сето тоа беше во детството? На логопед иде во детството, а на години 20 јас отидов во духовна школа. И таму практично јас ја како да кажеме таму, медитација имавме, отварање чакри и тука не знам, свеста валда се крена и некако сватив дека тоа што јас мислев дека е сон, причината која што беше е уствари сон, и после тоа си продолжив со таа духовна школа, па после завршив за практичен психолог, па после отидов на други тренинзи. Него акцентирав акцентот на говорот, него си продолжив да си живеам и на една енергетска масажа практично ми кажа дека веќе тоа е средено све и енергетски кажа од каде ме праша и едноставно со самата работа на себе го средив тоа, ама фокусот не беше таму. Не бев јас и например тоа јас кога веќе не го ставав фокусот таму, реков кидам и на интервјуа за работа и например тука се сретнав со некој отпор, ти идеш на интервју на работа, тие те гледаат, како им гледаш од очите дека нема да те вработи од таа причина. Сега тоа беше многу одамна, да кажем, може сега нешто е сменато и кога не го стави фокусот, ја го средив тоа. Реков, ќе одам на работа, ќе идам на интервјуа, ќе правам и Инстаграм, ќе правам стори и моите први сторија се прилично лоши, кога ќе ги слушам пред 6 години, например, дури сега се викам кој ме слушал, ама значи немало некакви предрасуди од една страна, од друга страна на Зумот сега што ми се пријави жената, она е општ лекар и ми кажа дека се соочува со тоа што пациентите и викаат како ти не можеш да збореш, а треба нас да ни даваш лекарства. Значи пак имаме некоја маса на луѓе која што има предрасуди, кои што тие луѓе ги смета дека се нешто така предрасуди кои што мора да бидат надминати. Да. Ти живееш едно време во Украина и таму те фати војната. Да. И се врати. Да. Тој стрес влијаеше? Да, дали влијаел? Па сигурно првите денови, ама некако не ставив акцент ја да видам дали говорот ми е добар. Најверојатно ми бил како сега, не знам. Значи не ставав акцент да кажеме стрес затоа што веќе ги немав блокадите. Значи ако претходно имав кога некој тука да ме држи, во стомак имав огромен стрес, например не сум ги почувствувала при тој стрес. Ако би ги почувствувала, значи се уште ги има. Така. Но бидејќи човек не ги чувствува, се смета дека веќе тоа е проработено. Што би им советувала на родителите што имаат дете што пелтечи, кое што пелтечи, па и на оние лица кои што живеат со проблем?
да одат на логопед, да посетат ако е нешто од траума и психолог, психотерапевт дури, да одат на практики со енергија, значи на покачување на свесноста, исто е многу битна. Да го прифатат идеи и етато такво какво што е, и чим ја се справив, ќе се справи и секој, например и јерката моја наследи дел, и јас баба и како беше во стрес сега, ајде викам, значи чим ја се справив, дај да се релаксираме, ќе се справи например она, и стварно она е доказ дека и она со 6 годишна возраст некогаш кога ќе ја фати, сама некако наоѓа некаков излез, и чим ќе се активира, јас и учителките во градинка викаме што се деси сега, за да се активира например тоа. Дали татко и дошол, не дошол, се десило нешто, го гледаме тоа. И исто например во Украина ангажира невролог. Значи невролог гледа например дали треба третман. И сите оние третмани што се енергетски, психолошки, па и логопедот дава дишење каде што се стабилизира нервниот систем. Значи тука клучот е дека нервниот систем е, да не кажам, послаб, да речеме, од другите. Сега тоа мое искуство. Например, јас кога го стабилизирав нервниот систем мој преку медитација, дојдов до резултат. Кога јас опростив, кога сето тоа се, да кажеме, сработи. Да. Кога се смири? Може така се каже? Да. Кога некако и го прифатив јас и кога не ставив акцент да го решавам него сега. Колку повеќе тоа се, например, говори и се дома, акцентира, така? Да, значи толку поголем е проблемот. Сега кога ајде кажи, значи ја мајка ми се кам до те ваму таму ја пак имам. И он те гледа, веќе ни он не знаеш што да ти прави, ни ти не знаеш што да правиш. Значи, советувате дека родителите не треба да реагираат притиснат да не така, со упорност да се повтори зборот, или пак побрзо да се изговори. Или да се каже, или ја, например, ставам исто некоја техника имав, демек, ако не можам да, например, кажам нешто претходно, викам, добро, ме свати, битно знаеш што сакам да кажам, го знаеш зборот, кој сакав, ме разбра, одиме па натаму. Значи, да не се форсирам се јас 500 пати едно исто, ако заглавам на некој збор, например, ќе го префрлам тоа на некое зезање, на нешто така, значи... Но не го избегнуваш зборот, следниот пат. Ми се случило, значи не знам, ја не знам на кој збор тоа ќе биде. Така. Порано знаев, например, можеше некој збор на З, ама кога ќе ја надминеш таа фаза, ти не знаеш на кој збор, например, кога предавам на Zoom, ќе се деси некој збор, не можам да кажам и ќе речам, добро, луѓе, знаевте што сакам да кажам, окей, идеме дале. Идеме понатаму. Да. А вистина ли е дека луѓето што пелтечат нема таков проблем додека пеат? Да. Уствари, они преку и енергетски, ако гледаме, тоа е блокада на пета чакра. Значи, неискажаност. И тие луѓе треба да се тера да или да пеат, да вика, дури не мора она да оди на професор по, например, пење, но е исто препорачливо да се искаже таа, например, пета чакра, уствари, работа со овде. Да. Мири, благодарам многу за твоето гостување во денешната Телма амбуланта. Продолжи успешно да работиш и понатаму ние ќе те следиме на Инстаграм. Фала ви. Почитувани, ќе погледнете блок реклами, а веднаш потоа ќе проговориме за логопедско-психолошките решенија при пелтечењето. Кои се логопедско-психолошките решенија кај пелтечењето, ќе ги запрашаме магистар Бојан Богдановски, логопед, и магистар Фики Гаспар, психолог. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добро ве најдовме, еден голем поздрав за сите гледачи кои не пратат. Благодарам за поканата. Која нефлуентност во говорот, нетечност во говорот се опишува како пелтечење?
Во глобала за пилтечењето можеме да кажеме дека е на многу комплексна состојба, не е само нефлуентност во зборувањето, иначе тоа е состојба каде што ритмот, темпото, некогаш и мелодијата во самото зборување се оштетени, при тоа често знае да биде проследено со психолошки потешкоти, а некогаш и со стереотипи, тикови и така натаму. На која возраст обично се забележуваат овие промени во говорот? Во глобала пилтечењето може да се јави во секоја доба од животот, особено ако е предизвикано од поизразена состојба на стрес, но генерално тоа се јавува за прв пат како физиолошко кај децата, некој возраст од 2 до 3 години, а понатаму тоа може да се јави на 5 години, така натаму. Сега, сите генерално стручни лица, родители, цела јавност се запознаени со тоа дека кај децата може да се јави дисфлуентност, односно пилтечење во рана детска возраст и дека тоа треба да се остави само на себе да помине време, бидејќи се очекува дека можеби ќе се надмине само од себе, но јас давам еден апел дека некогаш и се почесто тоа се првите знаци дека пилтечењето се јавува во рана детска возраст, потоа ќе се изгуби, а веќе понатаму повторно може да се јави. Затоа секогаш кога ќе се појави прв пат пилтечењето, веднаш треба да се консултираат родителите со логопед и да се започне со третман. Зошто се јавува помеѓу втората и четвртата година? Има ли некакво научно објаснување зошто се јавува ова минливо физиолошко пилтечење и како тоа изгледа? Самото дете... Развојно ли е тоа? Развоен проблем е? Пилтечењето само по себе може да се јави како физиолошко развојно, но тоа генерално по својата етиологија, бидејќи идиопатско, односно не може да кажеме дека што точно го предизвикува пилтечењето, да, може бидат повеќе фактори. Тоа да се развојни фактори, генетски предиспозиции, психолошки фактори, некои невробиолошки фактори, лингвистички и така натаму, но не можеме точно да кажеме дека тоа е причината за појавување на пилтечење. Во однос она што прашавте, зошто се јавува кај децата на 2-3 години, како самото дете расте, односно неговиот развој не е стабилен, се уште се нема оформено развојни како личност, па така и самото говорно јазично поле се уште не е стабилно. И тука најчесто децата може да го имитираат и говорниот модел од околината, може да бидат изложени на стрес, не знаат точно како да се изразат, често и со возбуда сакаат да го соопштат она што е ново доживување за нив, па често се јава јас сакам да кажам, односно почетно завлекување, но кога тоа се јава се почесто и во подолг временски период, тоа е во глобала показател дека тој да се изгуби сега, голема веројатност да се појави повторно во иднина. За колку време би требало да се повлече овој проблем? Во глобала родителите кога зборуваме за физиолошко. За физиолошкото. Најчесто родителите велат дека моето дете почна да пелтече или најчесто ако има две дечиња, на пример, велат моето прво дете почна да пелтече, ма тоа траеше неколку месеци. Но потоа после тоа неколку месеци тоа се изгуби, веќе никогаш не се појави. Но за разлика, пример, кога кажуваат за второто дете, кај него се појави пелтечењето, се изгуби, но потоа повторно се јави. Чим веќе тоа повторно се јава, не е изгубено, се очекува дека тоа веќе ќе биде состојба која што ќе биде, можеме да кажеме, за цел живот. Бејќи честопати ние слушаме дека има лица кои што започнале со логопедски третман или само од себе се изгубило, но реалната слика е дека пелтечењето не е состојба за која можеме да кажеме дека постои 100% надминливост и третман, туку наспроти тоа е состојба која што ќе остави трак низ целиот живот. Ке се задржам уште малку на физиолошкото пелтечење, она што се јавува помеѓу втората и четвртата година. Дали се децата свесни тогаш дека пелтечат? За тоа може Фити повеќе да каже, но донос на логопедскиот дел можеме да кажеме дека децата не се целосно свесни, бидејќи немаат развиено на таа возраст се уште критичко мислење за да донесат одлука, но некои од децата перцепираат дека постои некој проблем, бидејќи најчесто родителите се трудат да го исправат говорот на своето дете, па му велат ајде сега земи воздух, кажи вака, кажи така, и самото дете на некој начин се освестува дека има проблем. Станува свесно за проблемот. И тоа кажува дека може има дткање, пелтечење, дека имам проблем со говорот, но реалната тежина и слика на самата состојба детето се уште не ја знае. Се јавува ли срам од пелтечење на таа возраст? Може ли да се јави или тоа е премногу рано? Од 2 до 4 години има многу голема разлика, нели, во самиот развој. Значи тие многу брзо се развиваат, има, нели, сосема различно е детенце на 2 години и детенце на 4 години. Тоа што го кажа колегата Бојана многу точно, затоа што они од овде ги гледаат реакциите на родителите. Многу често родителите во непосреден говор со други лица, додека детето е присутно, зборат за нив и зборат за проблемот. Децата не можат целосно да го сватат, нели, како проблем и што е, но сваќаат дека има нешто кое што не е како што треба и, нели, треба да се промени. Така да некогаш знае да се појави одреден срам,
некогаш знае да се појават и нели други фактори кои што влијаат, но еве на пример истражувањата покажуваат дека семејство кое што е построго и семејство кое што живее со побрз начин на живот и има повеќе обврски, има повеќе стресови, знае да влијае многу на детето и многу нели да го потенцира тој проблем. Согласно и самите истражувања, стресот како стрес не е до сега докажано дека може да предизвика пелтечење. Секогаш тоа е нели, иако не ја знаеме точната причина, секогаш е комбинација на повеќе работи, како што кажа колегата кој што го прави тој проблем да се појави, и психолошката работа овде е многу важна. Покрај тоа нели што еве и кога се работи за таа возраст, ќе оди детето треба да посетува логопед и да се види состојбата, убаво е да се консултира и родителите или семејството, зависи од колку члена е, да се консултира со психолог да види во каква средина, дали нешто се променило во средината, дали хомеостазата на семејството е променета, дали нешто ново се појавило средински кој што може нели да го акцентира тоа и да го поддржува тој проблем да продолжи да трае почесто. Најчесто нели кога ќе дојдат кажуваат да, после некое време помина и сега не знаеме ние дали во тој период нешто се случувало во таа средина кое што влијаело кај детето, а и исто многу е важно кога ќе дојдат родителите да се советуваат што треба да прават и што не треба да прават. Ајде да се задржиме на тоа што треба да прават, а што не треба. Доколку детето има развој на пелтечење, а родителите прават некаков притисок, имат несоодветни реакции на проблемот на своето дете, може ли од минлив проблем да премине во траен? Знаете проблем со говорот. Многу е индивидуална работа, но нешто што ние знаеме е дека родителот кога ќе се појави оваа состојба, секој родител сака таа да се надмине. И ние нели се справуваме како родители најдобро што знаеме со проблемите, некогаш за жал тоа и негативно влијае, нели, уствари го поддржува проблемот. Тоа што најчесто се дава како совет е да се остават децата да се искажат до крај, да не им се прави притисок, да зборуваат кога не сакаат. Најчесто пред непознати да не се викаат и да ги тераат нели да објаснуваат нешто или ајде раскажи како си помина денес денот. Знаеш, тие се работи кои што знаат да го акцентираат проблемот, посебно збориме кај деца кои што веќе се свесни дека има нешто кое што е поразлично кај нив, за разлика нели од другите врсници своји. Има доста насоки, но тие се насочуваат согласно од кога ќе се направи проценка индивидуална, кога ќе се направи една анамнеза нели на самото семејство, кога ќе се видат релациите, ќе се види нели прво е многу важно да видиме нели во каква средина живее тоа семејство, со кои членови живее, каква е поставеноста на односот, каков е тој брачен подсистем, дали нели се работи за исти родителски стилови или не. И од тука се прави една насока или една препорака која што им се дава на родителите, што е тоа најдобро што они може да го направат за нели да помогнат во овој период кога се појавува проблемот кај тоа детенце. Така, ќе ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања, почитувани од овој момент емисијата е контактна. Ние продолжуваме со денешниот разговор. Може ли да се заклучи дека најдобра реакција на родителите кон детето што пелтечи да нема никаква реакција? Најдобра реакција, јас би кажал дека да се консултираат со професионално лице, затоа што се даваат одредени насоки што да прават во текот на нели кога ќе се појави и колку е изразено. Еве кога зборуваме веќе за пелтечие, многу убаво кажа колегата, некогаш се појавуваат и тикови. Ние сме гледале преку пракса примери каде што сепак на постара возраст, но сме гледале примери каде што целосно го узурпира говорот и лицето не може да се искаже и тоа после прави влијае на многу други сфери. Едното нешто што влијае најмногу е самодовербата. Така. Социјализацијата исто. Сме гледале и на наши, сме правили и одредени конгреси, мислам лани на нашиот конгрес имавме колешка од Србија која што дојде и која што представуваше како кај нив ги работат тие состојби и преку видео пример ни покажа различни субјекти, нели клиенти кои што ги сработила за време на почетокот и на крај. Ние можевме да направиме разлика како ние го правиме, како они го прават, резултатите да ги споделиме кои што сме ги постигнале. Така да сложена состојба е која што нели навидум на почеток може да изгледа дека ќе помине и поминува некогаш, но како што кажа колегата, често знае да се наврати. Мој совет би било да ништо не тежи да одите и да се консултирате со одредено лице,
кој што го работи тоа, нели професионалец кој што го работи тоа, и така сигурно ќе знаете кои работи да ги примените, затоа што сигурно на интернет пишува многу работи, како и за се сега, нели што можеме да се насочиме да направиме, но многу е подобро кога ќе се види индивидуалната ситуација и ќе добиете конкретни насоки што да правите. Секогаш е најдобар индивидуалниот пристап. Дали е најдобро проблемот со пилтечењето да се реши пред детето да тргне на училиште? Видите, во глобала тоа е многу индивидуално. Секогаш велиме дека раната диагностика, раната интервенција, раниот третман даваат најдобри резултати, односно дека колку порано се започне со диагностика и со третман, толку ќе се добијат и подобри резултати, но сепак зошто велам дека тоа е индивидуално? Пилтечењето нема еднакво значење за сите семејства. Така многу луѓе пилтечењето се смета за само една нормална состојба која што не е голем проблем, но тоа влие понатаму врз личноста на самиот пациент. Она што пред малку зборувавме. Детето не е свесно, но тоа како проаѓа времето и како расте, се освестува својата состојба и доживува срам. Тој срам потоа носи страв од говорење, а стравот од говорењето носи се полош и полош говор. Па затоа можеме да кажеме дека тоа е еден круг во кој што се наоѓа самото лице со пилтечење, па затоа јавувањето кај стручно лице, односно кај логопед, е од големо значење. Значи стравот од говорот всушност може да доведе до пилтечење? Да, ако ја разбрав добро. Да, значи стравот од говорење носи до полош говор, а лошиот говор повторно носи до страв и тоа е еден затворен круг. Затоа, иако се вели дека пилтечењето е само логопедски проблем и дека спаѓа во логопедска дејност, јас би рекол дека тоа е едно говорно-психолошко, односно логопедско-психолошка област. Ќе вклучиме гледач да го слушнеме неговото прашање. Добар ден. Ало? Добар ден, во програма сте, повелете. Сакам едно прашање да поставам до доктору. Повелете. Видете, имаме внуче 4 години возраст. Све е нормално развиено, секој е нешто добро, ама уште не сака да почне да зборува. Само вели нешто на енглески и баба, дедо и онаква, а иначе све се, мислам, добро развиен, така како ти кажам, на возраст, на големина. Така, но отсуствува говорот. Негативни, позитивни страни ги има. Што е проблемо, не знаеме. Затоа сакам совет малку од докторот да кажи за таквите деца што може да се направи. Што може да се направи? Ви благодарам за вклучување во програмата. Повелете. Јас мислам дека Да. Значи, пред се мораме да кажеме дека секогаш преглед треба да се направи во ординација, во кабинет и да се донесе точна диагноза и процена, дека преку телевизија малку или непрофесионално за да одредиме за која состојба станува збор, но во однос на она што го кажа самиот гледач, најверојатно станува збор за некое развојно доцнење, каде што треба да се направи една мултидисциплинарна процена од логопед, дефектолог, педијатар, психијатар, невролог и да се установи за која состојба станува збор. А во однос на тоа, најверојатно понатаму треба да се продолжи со дефектолошки и со логопедски третмани. Ке продолжиме со темата на која што говориме, а тоа се решавањето на проблемот со пилтечењето. Може ли трајно да се реши тој проблем? Или пак ќе се јавуваат рецидиви, односно ќе се повторуваат епизодите на пилтечење во текот на животот? Јас можам да зборувам пред се од моје лично искуство, од мојата пракса. Голем број на лица доаѓаат кај мене за третман на пилтечењето и со големо задоволство можам да кажам дека од 90 до 100% дури се надминува самото пилтечење, јас секогаш им велам на самите пациенти. Тука не е крајот на борбата, наспроти тука е почетокот на борбата, бидејќи пилтечењето сама како состојба се очекува дека и понатаму при првиот поголем изразен стрес, таа повторно ќе се врати. Односно самата состојба има рецидиви, но затоа ние сме тука логопедите, односно лицето кое веќе сме го третирале, понатаму го следиме на контроли како би дале еден третман на долга стаза и би се постигнале најдобри резултати. Бидејќи најтешко име на лицата кои што пилтечат, бидејќи тоа не е состојба како што ние во народот имаме слушнато, дека детето само дътка, сопира, не зема правилно воздух, току наспроти, тоа е состојба која што е голем терет и пречка за неговото секојдневно функционирање и на крајот од денот влие врз квалитетот на неговиот живот. Како да се работи на самодовербата кај децата кои што пилтечат? Да, прво би сакал да додадам за колегата, значи гледаме ние во пракса дека кога поминуваат лицата низ потежок период, постресен период, кој што е посебно кај лица кои што нели имаат и присуство на одредена анксиозност, пилтечењето знае доста често да се наврати и повторно да биде одреден проблем.
со тоа што нели ние треба да се насочиме да направиме и некоја превенција колку што можеме од тоа. И ние обично кажуваме кога ќе почувствуваат дека проблемот може да се наврати, кога се свесни дека влегуваат во потежок период, средината се има нешто променето или се појавил некој проблем, секако да дојдат и да се исконсултираат, чисто да направиме една проценка до каде сме, за да може нели со време да направиме некоја да поработиме малку за да не се врати и да не биде поизразено од пред тоа. А самодовербата исто така како што кажавме овде многу важна, затоа што после влие и на затварање и на социализација. Значи луѓето многу често, посебно повозрастните, знаат да се изолираат во вакви ситуации, им страдат односите со пријателите, им страдат партнерските односи, посебно нели ако самата личност нема партнер се уште и треба нели да влезе во тој однос, се ова влија и секако со тоа што сами се чувствуваат дека имаат одреден проблем, тоа им влие на самодовербата. Првото нешто нели што го гледаат е дека сум поразличен од друг, многу често во група на луѓе или во некаде најчесто не можете вака на телевизија да се појават, не можат нели да зборуваат каде што има повеќе луѓе, многу често се појавува кога треба со некоја непозната личност да зборуваат или во последно време се гледа и кога треба да зборуваат со некоја личност која што има авторитет, со универзитетски професор кој што нели се на негово предавање или со шефот на работа или со менаџер на работа и тоа им влијае многу, со автоматски им ја руши самодовербата. Градење на самодовербата нели треба да биде чекор по чекор да се работи прво логопедски на проблемот, а после со мали успеси да се поработи на нели на тоа дека еве можеме и напредуваме да се гради таа самодоверба, а секако нели покрај тој проблем се даваат и насоки и се насочуваме на позитивните работи кои што ги има таа личност со други аспекти, чисто за малку нели да се подигне самодовербата на повисоко ниво. Какви логопедски вежби треба да прават децата, но и возрастните кои што се соочени со ваков говорен проблем? Пред се третманот е строго индивидуален, односно зависно со состојбата и се останато што е поврзано индивидуално со самиот пациент, односно со лицето кое пилтече, генерално оние вежби кои што се најчесто користени, тоа се вежби за правилно дишање, односно дека треба да се дише длабоко на стомак, а не плитко на гради, бидејќи плиткото дишање е поврзано со страв, со анксиозност и така натаму. Потоа, многу важно, како што спомна гостинката претходно, да се прават релаксациони вежби, тоа е најчесто медитацијата. Ние тоа го правиме во нашиот центар, каде што лицето кој пилтече треба максимално да се релаксира и да научи како тоа после секој стресен ден да прави релаксација во својот дом, бидејќи преку медитацијата и техниките за релаксација пред самото лице се пронаоѓа себе си. А најважно во состојба да се прифатиме себе си за да не прифатат и останатите. Потоа вежби за развлечен и бавен говор, мелодиско-интонациони вежби, вежби на слоговен говор, на пасивен говор. Тука има и одредени методи и техники, како што е свесна синтеза на развојот, техники со говорно-моторна координација, бидејќи многу е важно да се направи билатерална координација, односно се вклучат и рацете во самиот третман, како што лицето би можело да научи пред се како да си помогне себе си и како да го спречи тој бран на пилтечење кој доаѓа, а не само да размислуваме како ќе се надмине пилтечењето. Родителите треба ли да бидат активно вклучени во целиот овој процес? Апсолутно. За било која состојба родителите семејството се котерапевт во самиот третман, па затоа ние како логопеди, меѓу другото и психолозите, после секој третман имаме должност да направиме на мини едукација, односно обука на родителите и на семејството како тие да работат и да спроведуваат третман во домашни услови. Постои ли на... Па и психоедукација за тоа, нели, која е состојбата, како влијае на психичката, нели, целата на менталната хигиена на таа личност, па и на менталната хигиена на семејството. Многу често ќе видите родители кои ќе дојдат, посебно кога зборуваме за родители кои што се високо образовани и се на високи позиции, често се случува срам. А ако имате ситуација каде што некоја личност како дете го пелтечела, па сега ќе се случи кај нивното дете, има чувство и на вина, затоа што нели јас бев таков, па сега му го префрлив на детето, на синот, на ќерката. Така да затоа е психоедукацијата овде многу важна. Покрај логопедско и психолошкиот третман кој што го даваме нели на самата личност и на целото семејство, многу често работиме и со неурофидбек.
Неурофидбекот е уствари таа нели несвесно работење на мозочната активност кој што е за цел нели да се покачи алфа бранот, тоа е смиреноста, да се направи еден вид на медитација, да кажеме нели свесна медитација која што ќе ја намали стресот и анксиозноста и влијае многу на пелтечењето. А за неурофидбек има и многу истражувања кои што покажуваат на тоа дека е ефикасен третман и го намалува доста пелтечењето на тоа што влијае нели на психолошката, на анксиозноста, на психолошката состојба и на мозочната активност. Доколку некој има предиспозиција за пелтечење, можно ли е оваа состојба да се превенира, некако да се спречи? Знаете како, за прво да се превенира, односно да спречиме, треба да знаеме дека има предиспозиција. Најчесто никој од нас не знае така. што следи во еднината, односно од што може да заболи, да се јави одредена состојба кај него, но на што велиме како превенција. Пред се треба во еден дом да има многу љубов, топла атмосфера. Така, да има многу љубов, многу разбирање, толеранција, особено детето кога е во развоен период, треба да причекаме да ни каже што сака да ни каже, да не му предизвикуваме ние стрес и да не му наметнуваат родителите, што е најважно, некои цели кои што тие не ги оствариле во нивната младост или детство, после тоа го направи нивното дете. Бидејќи денеска живееме во едно брзо и стресно време, со многу брз и стресен начин на живот и често родителите на некој начин ги претрпуваат, ги преоптоваруваат децата со многу активности. Ти денеска ќе одиш на училиште, па на курс по англиски, потоа ќе одиш на свирење за виолина, некој друг спорт. Самото дете не го живее детството. Треба да им се остави на децата да живеат како ние што сме живееле како деца, односно да имате на слобода за тие сами на некој начин да се развиваат и да учат сами од своите грешки и постапки кои што ги прават секој ден. До која возраст може да се појави пелтечењето? Пелтечењето може да се јави во секоја возраст. Кај многу возрасти лица се јавува и како органско, во зависно од некои одредени состојби, например, како што се некои афази, некои невролошки состојби, потоа кај некои психијатриски расстройства може да се јави, односно се јавува таа дисфлуентност во самиот говор. Некогаш може да се јави пред стрес. Многу лица кои што дошле на третман, пример, за време на пособраќајна несреќа, која што е нели од поголем степен, потоа при појава на војни, земјотрес, тоа пелтечење може да се развие. Тоа најчесто не е долготрајно, тоа со третмани доста брзо се коригира и се третира, но сепак затоа можеме да кажеме дека тоа може да се јави како од детството, може да се појави понатаму во животот. И во адултна возраст, така. На 18 и 19 мај во Скопје ќе се одржи конгрес на кој што ќе се зборува за разни теми од областа на логопедијата и психологијата. Да, имаме повеќе предавачи, имаме профили од аспект на психологија, логопедија, дефектологија, педагогија и психијатар имаме исто кој што е. Еве кој ќе биде дел од овој конгрес: професор доктор Алма Тасевска, професор доктор Владимир Илиевски, професор доктор Наташа Стојанковска-Трајковска, доктор Елизабета Петрушевска и секако вие двајца. Така. Да, ова е нешто што го размислувавме подолго, ова ни е трета година подред што правиме конгрес како организација. Тоа што не мотивираше овие теми да ги избереме, затоа што многу убаво се совпаѓаат една со друга. Пример, психијаторот кој што ќе ни предава, доктор Елизабета, она ќе предава и за користење на медикаментозна терапија која што влегува во многу состојби. За жал, нели, имаме некојаш злоупотреба која што исто така ќе биде дел од самиот конгрес и од предавањата. Ќе имаме и практични примери каде што нели сме сработили нешто, па ќе го представиме, а ќе се опфатиме и со професорката Алма и на родителство, на позитивно родителство, на стратегии за добро родителство, кое што мислам дека е многу битно. Колегата баш ќе го помине делот со пелтечење, затоа што ние во нашата пракса имаме доста успех во однос на ова и вистински доаѓаат лица кои што се и деца, но и доста возрастни лица сме поминале во текот на нашата пракса. Наменете за родители или само за стручни лица? Од сега најмногу пријавени ни се тие кои што се професионалци, но секако имаме и голем број родители кои што се заинтересирани да дојдат, а повикот е отворен, може да присуствува кој сака. Аха, значи слободно ќе биде? Да. Потребна некаква најава претходно? Имаме ние евент, затоа што за жал имаме лимитиран број на луѓе кои што можат да дојдат, иако тоа е голем број, но гледаме дека брзо се исполнува
сепак мора да се најават, нели, за да имаме во предвид, затоа што сепак е конгрес научен кој што, нели, потоа се даваат и сертификати за учество, така да бројката мораме да ја знаеме ради можноста на присуство и заради сертификатите. Така, ви посакувам многу успех, успешен конгрес и понатамошен успех во работата. И се надевам дека повторно ќе се видиме во студиото на Телма, кога ќе зборуваме за некој друг проблем и решенијата за него. Така. Благодарам, Марија. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.